поштовани министри Ник Ѓелошај, поштовани председниче Ајто за Европа Јарослав Пондер, поштовани председниче Комисија електронски комуникации Црне Горе Милан Радуловиќ, поштовани председници, поштовани директори, поштовани гости, дами и господа. Част и задоволство е да се говори на овакво еминентно скуп. Зашто нам е потребен дигитални свет, ориентисан према човеку и ориентисан према бизнесу? Прошли 5 години ми живееме во временима кризи. Прво е почела здравствена криза 2020 година, на чему се надовезала енергетска криза, финансиска криза, затим е дошла криза трошкова живота, висока инфлација и така дале. Студии у прошлом периоду су показали да земји кои имају веќи степен дигитализација и компании кои имају веќи степен дигитализација су отпорнije на економски кризи. Зато нам е потребен дигитални свет и у нашем региону кој ќе направите наша економија компетитивнije и отпорнije економским кризима и кој ќе омогучити веќи економски раст. Дигитална трансформација значи да ми морамо да реиновираме процесе у државни институцијама и да реиновираме исто тако процеси у приватни компанија и када тоа урадимо, када оптимизираме тие процеси по основа на траекторија путање и по основа на документи, да тоа преточимо у некакве софтвери и да направиме тие услуги доступни преку интернет. Када тоа урадиме, наши системи постају лаки циљеви за сајбер напади. Зато дигитална трансформација без соодветни мери за сајбер секјурити, за сајбер безбедност, постае сигурна путање ка катастрофи. И зато ми кад градимо тај дигитални свет кој е ориентиран и према човеку и према бизнесу, тоа мора да радимо у паралелу са соодветни мерима за сајбер безбедност. За да функционира тај дигитални свет кој е преко потребен и кој е замишљен, мора да имаме информациони путеви по кои путувaju податки, а те информациони путеви се електронски мрежи. Мора да градимо гигабитну инфраструктуру, мора да градимо соодветно електронско комуникацијски мрежи и у подручјима где имамо ниску густину становништва и да таму преку универзални услуги повеќаваме критериуме за квалитету те универзални услуги. Ми као регулатори мора да правиме соодветна регулација која ќе омогучити подстица инвестиција и градњу тих информациони аутопутева. Позната е шала да Америка иновира, Кина копира, а Европа регулира. И тоа не е далеко од истина. Иако в заднjem времену мало се менјају неке ствари, така да Кина пуно више иновира. Прекумерна регулација гуши бизнес и гуши иновации. Така да регулација и ми када мислимо у делу регулација телекомуникација, тоа мора да биде толико колико што е потребно и ништа више од тога. У будучности, када причаме о регулација, ми мора да имамо у обзир сендбокс регулација, односно да омогучимо компанијама да експериментушу со нови технологијама и на тој начин да омогучимо иновации кои постичу економски раст. Исто така, морамо да мислимо на кохеренцију политики, односно нашите регулациони политики, стандарди и процедури да биду у линiju sa ostalom pravnom regulativu u našu zemlju. Moramo da mislimo o primjenu i regulaciju veštačke inteligencije, a isto tako i da puno više sarađujemo, regionalno pa i globalno. Svet u narednih 30 godina će se promeniti puno više nego što se je promenilo u posljednjih 30 godina. Imamo puno toga šta da radimo. Želim
овој форум, оваа конференција да биде успешна, да се стекне пуно контакти, да се успостави сурадња и да заврши оваа конференција со великим успехом, а идучи да биде још успешнije од овој. Хвала.